Пред точно 1 месец, со срце полно болка, но и надеж, застанавме пред пепелта на еден дом. Самохран татко. 2 детски насмевки, што тогаш згаснаа во солзи. Дечињата ме учат цел Маврово, ме учија од овде. Прво во Гостивар, девојчето ми е 7, машкото ми е 9. Од девојчето од 5 ми отиде. Ја отидов во 5-то одделение Маврово. До сега имам таму само седено во интернатот. Момчето од 5 години го следи татка си на работа, а девојчето се грижи за домаќинството. Од кога момчето работи Со мене малиот е од 6 години. Од 6 години, 6 години работи со вас? Со мене шум. Одиме в шума и татко Во ми колку саат станувате? 6-7. И после татко ми ќе ги товарат коњите, му подавам, ги терам коњите надоле. Се бањале в корито, дома децата. Се стопля вода. Ќе се избања девојчето кој беше пример недава. Преку ден, малиот кој ќе дај од работа. Што сакаш, кажи ми? Па би сакала да излезам со другарките в град да прошетам. Ама за да излезеш ти треба пари. Не можеш ти да излезеш и ако речат ајде да пиеме нешто, ти немаш со што да платиш. Дали никогаш си се нашла во таква ситуација, ето да излезеш и да седнете ти да не пиеш? До сега ми се нема случајно. Ама сепак, ако некад одиш в град со Тоа другарка... значи дека не си излегла? Немам излезено, пошто треба пари за да излезеш. Ако излезеш, ти треба да платиш. А еднаш тие ќе ти платат, 2 пати ќе ти платат, ова третиот пат не може само тие да плача, морате еднаш ти да платиш. Нивниот дом целосно изгоре, оставајќи ги без сигурност и основни услови за живот. Од каде почнал Од тука од пожарот? позади, зашто тука ми е беше таа жиците од струјата. Така? Од тука од позади девојчето си лежало соба. Така? Само имаше овде една соба, овде као кујна беше и вама соба. И девојчето видео чат преку прозорот. На телефонот и скокна од тај. Кој излегва надвор, вика на баба бега од дома изгорен. Тоа отаде право, дека овде греди стара куќа. Немаше Така? плоча. И тя само што излегле све се зафати. Колку време му било потребно на 5 минути. огнат? 5 минути само што излегла и овде еве комшијата. Не може ништо да влезе да спаси, ништо. Све дека тоа дрво имам падна внатре и почна гори внатре. Само се спаси што имаше почва. И ништо, стварите све ми изгореа, али што е све. Јас съм го видов в чат и реков чумбето не гори, реков нема друго што. И мотера памет, реков се запаливме. И ја го оставив телефонот на кревет и одма излегов да видам што е. И беше пламењо више вамо влезе на комшијата вика, гасне од другата страна, ама ние не сме го спушнали. И јас само што излегов и одма звикав, бабо извагај се запаливме. А дотидев да вадам, баба ми живаче изгореше. Отидовте со бајлето во Да. шума на работа? Од 6 и после дојде камионот кај 12. Стари во 2-3 сатот ни се јавија куќата од ванета горите. И ние трнавме надоле, да го отворивме уште малце камионот и трнавме надоле. Кога дојдовме кровот падна беше. Па имав све тука детство. Какво детство имаш? Од мали слики, све. Највише сакам само да ни се направи куќата. Пошто тука сум навикната и тука пак сакам да се вратам. Тоа ми е најтешко што изгоре куќата. Огнот не поштеди ништо, освен надежта. Тогаш ја раскажавме нивната приказна. И таа приказна допре илјадници срца. Денес се враќаме на истото место, но овој пат не за да сведочиме на трагедија, туку на чудо создадено од хуманост. Благодарение на добрите луѓе, од пепелта израсна нов дом. Ѕидови изградени со љубов.
покрив под кој повторно ќе се слуша детска смеја. Ова не е само нова куќа. Ова е доказ дека кога срцето е на дланка, чудата се можни. Денес во Срце на дланка приказна за солзи што се претворија во радост, приказна за човечноста што победува. По трагедијата кога огнот им одзема се на таткото и неговите две дечиња, тие останаа без ништо. Но благодарение на хуманите граѓани, денес повторно куќата почнала да се гради. Но за да кажеме дека е вистински дом, потребни сме уште. Затоа денеска Срце на дланка доаѓа да види до каде е изградбата и што уште е потребно. Здраво, здраво! Браво. Како си, Ване? Добро е, работиме. Ване, може би ова за тебе не е многу, меѓутоа мене ова многу ме радува. Како Ние не сме е многу, стигнати и до то пола. Не до пола, више ще внатра и ще имат, ама многу е постигнато. Така. Кажи ми што се случуваше? Работиме, мајсториве, многу им се заблагодарувам на другариве, многу им што ми помогна. Тие трча, све за материјали што постигнавме, што све тие до сега има донесено. Работиме. Што мислиш, уште колку време е потребно за... Сега ќе видиме времето, колку ќе настави. Сега више може снег да заварне, тоа е високо. Колку ќе настави времето. Ване, на неколку пати си размислува. Дали ја донесе мајка ти да види до каде е куќава? Два пати плочата е ако валјавне и сега кој е покривне прошти пат беше. Дали е видите, задоволна? Како не е задоволна. Така. Само чека да дојде. Цупка во место? Чека само да дојде. Така. Вика до каде сум. Видов дека твоите две дечиња се превредни. Мора и тие се мачиме, да направиме нешто, се вратиме. Сега ќе бидат на распуст. Сега да, од Ќе садот. во полна пареја ќе можете да работите. Ване, дали би сакал да ме прошеташ, да видиме што се работеше овие недели? Ајде. Сега циглите ставивне, тоа све внатре преградено. Сега денес котураме и лим одгоре, чатијата, па после здравје внатра, ќе мачкаме колку ќе имаме време, колку ќе наставите. Зашто више се фаќат студено. Така, баш буквално си зазидано и направено цел спрат. Све. Еве, Браво. внатра, Браво. таму. Веќе внатре имате прегради направено? Све. Се е направено. Леле, колку се радувам. Еве, овде ќе биде тоа кујната. Овдека ќе биде кујната. Кујната таму копативото. Имаме и внатрешно ове купатило. Тоа е. Тоа најмногу ме радува. Све. Одлично. Ми кажа дека имате веќе стигнато донации за плочки, така? Све за плочки, за копативото, каблите исто, струјата ми се стигнати. Све имам донесено и тоа, све внатре, спремано за работа. Све се зидано преградите внатре. Еве, каблите. Овдека што ќе биде? Ова ќе биде тоа салонот. Салон. Овдека ќе пиеме кафе Да, наредна емисија, така? Тука е собата и другата соба. Тука Стиви ми кажа дека сте се поделиле момчиња и девојчиња, така? Дето се радуваат, да. Еве, каблите за струјата, утре ќе ми дојдат и мајсторите за да ми пуштат струјата. Така, тука имаме и терасичка. Да, таму е терасата. Многу е убаво. Имаме се покрива овој дел, така? Све. Денеска тоа денеска да мајсториве да завршат и после имам гипс табли доле. Така? Стигнати ми е материјалот за плафоните. И те имате на никета изолација. Све и тоа имам доле, ќе видите. Све донесено материјал. Ване, дали правиш некоја груба присметка за внатре, колку ти се потребни финанси? Не можеш, сега се работа, еве, уште бај ги имам натре работа. Мајсторов да видиме колку ќе побарат и работна рака, зашто немаме уште зборено, зборено е до овој дел, кров, сега. така? Па сега внатре ќе повторно видиме да се договориме и како ќе видиме и финансиски за пари спремни. Доке ќе имаме, ќе тераме соба па соба.
Пред точно 1 месец Ване стоеше овде на истото место. Татко на 2 деца. Со раце празни и со срце полно страв. Домот што го градел со години за миг стана пепел. А со него исчезна и вербата дека утре ќе има каде да ги прегрне своите деца. Во тие денови Ване немаше надеж. Имаше само тишина и прашање што не даваше мир. Како понатаму? Денес се враќаме повторно тука, но сликата е сосема поинаква. Пред нашите очи се поставува кровот на новата куќа. Кров што значи сигурност, кров што значи иднина. Ване, собни врати имате? Па сега има нешто, уште нешто, ама прилично тука така прозорите се нарачени, некија мерки зедот. Ване, кажи ми што се случуваше по емитувањето на првата емисија? Па имаше, некој се јавува, имаше донации, се јавуваат секој скоро, секој, и денес уште се јавуваат, имат за пари, ствари, материјали, и уште имат што се јавуваат, некој ми се јавуваат. Има, стално имат, што се причат, викам, многу сум благодарен и од емисијата и од, викам, од овие хумани граѓани, многу, што се другари, пријатели. Така, значи подвиг од емисијата има? Има, стално се јавуваат и денес имат уште што се јавуваат. Тоа значи дека вршиме убава работа и дека се помага. Имаме уште една соба. Уште една соба таму. Затворим да не ни дуват. Ова е собата на девојчињата? Да. Сега тя се едниот моа, другиот моа, видиме се радува. Почнуваат од сега да се караат која соба ќе биде? Супер, тоа се веќе убави расправи. Има е за што да се расправаат, имаат избор да си бираат. Многу ме радува. Се ова многу ме радува. И многу сум благодарен на мајсторов, на другаров, многу што постигна, зашто ја не се надеав. Волко имаше и многу лоши времења. Види, Ване, ти уште кога се видовме не се надеваше на ништо. А до ова што го постигнавме е многу и многу сгреши. Така да надежта последна умира и се уште се надеваме дека хуманите граѓани ќе продолжат да донираат, ќе продолжат со финансиски средства, ќе продолжат со донирање на материјали, за во многу краток период оваа куќа конечно да ја наречеме вистински дом. Фала многу. Ја се заблагодарам пак на свите што ми помогна и што помага. Еве, имаме многу и од село одовде за работа до сега, што сме све рачно, имаме стоп и тие работи све рачно, без пумпи, све со рачно. Со другари, пријатели, све така. Од што изгоре куќа? Сега викаме од струја дека, па сега, кога не е докажано, уште нема да стигнат записниците уште. Като овие денови ќе стигнеле овие денови. Воопшто уште нема никој туриено. Кому да се обратиш? Се мачи, аке се заблагодарам пагните, викам на овие пријатели, другари што трчаат и уште што трчаат. И еве се секој ден се токму со мене на работа. На Нике, Љупче, секој ден се оде со мене на работа. Ване стои настрана и гледа. Со светнати, благодарни очи што зборуваат повеќе од 1000 зборови. Не верува дека ова се случува. Чудо создадено од непознати луѓе кои решија да помогнат без да побараат ништо за возврат. Од човек без надеж, Ване денес е татко што повторно верува, зашто ова не е само нов дом, ова е нов почеток и доказ дека кога срцето е на дланка, чудата се случуваат. Ване гледаме сега што е, како е, докај сме, уште колку ни треба. Уште еднаш ќе повторам. Минатата емисија, кога јас те запознав тебе, беше таков скептик што јас не можев да те убедам дека може нешто од ова да биде. Кажи ми, дали требаат луѓето кои што навистина им е потребна помош да се пријават во емисијата и да веруваат во добрите луѓе и во хуманите граѓани? Треба секој да се пријавит,
Зошто мислеше дека нема да ти се помогна? Не се надеав. Ти кажам, што кој ќе ти помогне, дали имат кума, дали може, дали не може. Ама многу ми помогна мене, јас сум заблагодарен, многу. Дали треба да се пријавуваат луѓе кои што навистина им е потребна помош? Да. Јас сум заблагодарен многу. Емисијата, од другијариве, од тоа, све сум заблагодарен. Затоа, многу е важно сите оние на кои што им треба вистинска помош да се пријават во оваа емисија и да покажеме колку многу добри и хумани луѓе има во овој свет. Пред еден месец Стефи ни го покажа лицето на детската болка. Мало девојче со очи во кои немаше соништа, туку само страв. Не веруваше во ништо. Ниту во утре, ниту во чуда, само тивко прашање зошто токму ние. Незините солзи не останаа само тука. Тие допреа срца, расплакаа милион луѓе. И тие солзи станаа повик. Повик што не можеше да се игнорира. Денес се враќаме повторно. Стефи е тука, но ова веќе не е истото девојче. Пред неа не е пепел, туку ѕидови. Пред неа не е страв, туку дом што се раѓа. Со детска љубопитност го гледа просторот и тивко прашува ова ли ќе биде мојата соба. Денес Стефи веќе знае каде ќе спие, каде ќе сонува, каде повторно ќе биде дете. Незините очи повеќе не се полни со солзи, туку со светлина, со радост што не знае како да ја скрие. Здраво, Стефи, вредница. Здраво. Како си? Добро. Стефи, многу си вредна. И минатиот пат ти ми кажуваше колку си вредна и колку сите домаќански работи ги извршуваш, меѓутоа ова веќе е премногу. Секоја ти чест. Кажи ми како си, дали си среќна за сето ова што е направено? Да. Многу сум среќна, пошто се направи куќата. Се уште е рано да кажеме за вистински дом, меѓутоа се гледа крајот? Да. Кажи ми дали те гледаат твоите соученици на емисија? Да. Имаше ли одзив од училиштата? Да, имаше. И колку многу ти помогнаа твоите другарчиња? Доволно ми помогна. Кажи ми, баба ти што прави? Затоа што таа тебе ти е слаба точка? Ништо дома сетите. Сакаше веќе да си дојде? Да, сакаше да дојде, ама ладно е. Ако биде утре потопло, ќе дојде тите. Кажи ми каква е ситуацијата тука? Дали секој ден доаѓаш да работиш тука или пак школото малку те... Па школото сега толку не ме интересира. Како бе не ти интересира? Море тоа да ти интересира? Не толку. Појќе тука работиме в село, идеме. Така. Пето како дојдеме порано, ќе дојдеме со татко ми. Со мајсториве нешто ќе им помогнеме. Сабота и недела нон-стоп сме тука. Така. Работиме, еве сега дека ја покираме. Дека беа појќе мајстори, сега тројца се. Уште еден беше са Бајле, ама замина, тој за улците беше замина. Еве сега двајца работат и да покријат. Што се ти помагаш околу куќата? Те видов приеска, носиш ли им, цигли преместуваш, зашто све те ангажираат? Па, што можам, им помогам, носев даски, греди со тој комшијата, со брат ми, подававме шајки, тие работи што треба. Така, дали ти е тешко? Не. Воопшто не ти е Не. тешко? Ова те радува? Да. Затоа што го правиш ова за себе, така? Да. Уште колку време мислиш дека е потребно за да се вселите? Па за брзо ќе се селиме, ќе почнат сега, ќе покријат, ќе почнат внатре да работат. Па најмалку за еден месец, валјда. Може ќе биде готово. Браво. Кажи ми каква соба замислуваш? Не сакам ја нешто како детска да биде, не е така. Да има два шкафа, телевизор, два кревети. Сакаш одделно да си спиеш Да. да не спиеш со баба ти заедно, така? Да. Знаеш што најмногу ме радува? Што ќе имате внатрешен тоалет.
Дали и тебе тоа ти е едно од остварените желби животни? Па, ми е, пошто тешко беше на зима да одиш, снег многу че заврнеше, требаше ај брат ми нон-стоп да чистиме тука со ова пати. Така снег, баба ми стара, инвалид со штака и може да падне, не дај Боже. И моравме да чистиме. Со бајле че станевме, че нараневме коњите со брат ми, че дојдевме и че чистевме тука снег. Тоа веќе е завршено, така? Да. Многу ме радува. Стефи, минатата емисија беше многу тажна. Сега веќе се гледа радоста на твоето лице. Кажи ми, дали веруваше дека се тоа ќе се случи? Не. Не верував, ама сега се направи. Дали мислиш дека сето ова е затоа што се сними емисијата и затоа што ги потикнавме сите хумани граѓани да можат да што сакаат да помогнат и што можат да помогнат повеќе да се соберат средства? Да, и добро ми е што ја снимивме емисијата. Некој луѓе помогна, колку може ја помогна, што може. Дали ќе сакаш да ги повикаш сега и останатите и сите што можат повторно да донираат затоа што ќе ни треба повеќе средства веќе за внатрешниот дел? Кој може, нака донира за внатре, кревети, шкафчиња, што може, донира за внатре. Надвор, тоа, еве више кровот се стави, сега за внатре требаат лепак, тие работи за да се среди внатре, за да може да се преселиме. И веќе чекаш да се преселиш, така? Да. Тоа ми е жалбата, тука пак да се вратам. Тука пубаво е, него гостивар. Така, што ти недостасува? Па детството, тие алишта селски што беа, тие работи. Селските алишта не може да се вратат. Не. Меѓутоа, враќаме дури нешто многу поубаво, за да можете да имате убави услови за живот, за да можете да уживате и да имаш конечно едно убаво детство кое што си требало уште многу порано да го искусиш. Стефи, се надевам на уште похумани граѓани и се надевам дека за многу кратко време ќе дојдем и ќе пиеме кафе во твојата соба. Може. Од девојче што не веруваше во ништо, Стефи денес верува во дом, во луѓе, во добрина. Денес Стефи е среќна. И токму таа среќа е најголемата награда за сите што подадоа рака. Антонио тагуваше тивко. Не плачеше гласно, не ја покажуваше слабоста, само ја носеше во себе. Во неговите очи немаше солзи, но имаше тежина што не припаѓа на ниту едно дете. Не веруваше, ниту во зборови, ниту во ветувања, ниту во чуда. Само стоеше настрана и гледаше. Денес тоа дете е исто тука, но веќе не е истото. Пред него не е урнатина, туку дом што расте. Дом што значи сигурност. Денес Антонио сам рамо до рамо со мајсторот го поставуваше кровот на сопствената куќа. Здраво на сите! Здраво! Убава работа да имате, како сте? Добри. Дали ќе го пуштите малку Тони да си поправа муабет? Кратко ќе го земам, кратко. Ајде Тони, дојди злата. Полека, молим те. Ти треба помош? Не. Здраво, Тони. Здраво. Како си, вредно момче? Добар. Добар ли си? Да. Кажи ми, како оди? Убаво. Убаво? Многу си вреден. Мина ми спомина твоите комши дека сам си ги ставал гредите? Да. Како успеа во тоа? Откаде таа сила, откаде таа енергија, откаде тоа знаење се тоа да го ставиш? Не сум. Едноставно ти дојде од внатре? Да. Колку си среќен за сето ова што се случи? Многу. Дали веруваше во ова дека за толку кратко време ќе се стави Не. кров? Што мислеше? Кога дојдовме ние минатата емисија, ти беше скроз различно дете.
Кажи ми, што мислеше тогаш, што мислиш сега? Тогаш мислев дека немаше се направи, ќе падне снег, ќе врне дождови. Дали мислиш дека ќе се соберат за толку кратко време, толку многу средства и Не. толку многу материјали? Не. Со што го заслужи ова, Тони? Со работа, со све. Уште колку е потребно за да се среди се? Па уште малку. Стефи ми спомена дека си допуштил првата да бира соба. Да. Зошто? Помала е затоа. Таа ми рече затоа што сум девојче и затоа што си прави джентлменова. Таа е помало од тебе, ти си ја сакаш својата сестричка. Браво. Се договоривте, десната соба е твоја, левата соба е на Стефи. Да. Така? Што очекуваш? Дали брзо ќе се соберат сега средства за внатрешниот дел? Да. Сега веќе веруваш во тоа, Да. така? Дали ќе ги повикаш хуманите граѓани, што е можно повеќе да донираат? И повикувам да може да донираат повеќе средства за да се направи побрзо. Да се вселиме тука. Радосен бев кога почна луѓето да се јавуваат по телефони дека ќе донираат материјали, средства. И тогаш среќен бев. Среќен беше, а тоа воопшто не го очекуваше. Да. Зошто беше толку скептик? Зашто ние мислевме нема никој хуман или луѓе да помогнат. Дали ти кога ќе пораснеш, ќе им помагаш на луѓето кои што имаат судбина како твоја? Да. Колку ќе ти се олесни тебе животот од кога ќе се вселите тука? Па порадосен ќе бидам све. Така. Сестрата ми кажа дека е многу среќна затоа што ќе имате и внатрешен тоалет. Да. Нема повеќе да чистите снег. Нема да ви биде тоа терат, така? Да. Ќе ти олесни во животот, нели? Ќе имаш конечно детство како што си заслужувал. Да. Антонио не зборува многу, но насмевката кажува се. Во неговиот поглед денес нема сомнеш, има среќа и благодарност. Од момче што не очекуваше ништо, Антонио денес знае дека добрината постои. И понекогаш најтивките деца ја носат најголемата радост во срцето. Здраво, здраво! Здраво, Како сте? добро, фала на прашање. Тони го бива за чирак. Па го бива, добар. Добар е? Добар. Ќе стане еден ден добар мајстор. Па го продолжи, вака може да, ако не. Так, сигурно сум дека Зависи ќе кај продолжи. че се пронеде. Така е, така е. Кажете ми како одат работите? Од што си направивте, фаза по фаза и што треба уште да се направи? Па, работите сега за сега се гледат, мислам, добро. Како беше, знаете, снимавте. Еве, че ја и покриеме више. И се останува внатре. Така, меѓутоа, ајде фазите малку. Од плочата, Значи, фазите прво ја појачавме куќата од оздола, поставивме греда по средина со столови, од надворешна страна се појача, после тоа се удри плоча, па плочата зидање со столови, ете се гледа, после тоа цирклажат, гредоред, чатија, со изолација, плек, тоа е до сега тоа е завршено, карабина, така? да. Добра, што понатаму се случува? Сега понатаму ни треба, значи, гипс картон. Гипс картоните се стигнати. Да. Добра. После тоа малтерија ќе има, класична малтерија, лепак, абрив, тоа до нашата работа. Така. После остануваат плачкари, не знам, за подот, па натрешниот интериер и тоа. И тоа е тоа за да, Да. може да се Да вселат. се всела, да. Колку брзо според вас иде сите ова? Според сега нели вашето искуство до сегашно? Добре, Дали мислам иде дека е брзо добро. или пак знае временски услови малку да ве... Да, времето е, нели, сепак зима веќе. Вамо горе сме и на високо место. Новембарот доста беше врнежлив. Значи, спрема условите временски не е лошо. Не е лошо, вие сте задоволен, така? Дали се работи квалитетно, мајстора? Нормално, без дискусија тука. Така. Да. Так. Што друго треба да очекуваме? Дали може да ми кажете што сега од вашата
работа, што се ви фали, за да можеме да ги потикнеме нашите хумани граѓани да испратат средства, финансиски, материјали, што се сега ви е потребно? Па, гипсот рекавме го имаме, лепаци, че ни фалат, абрипо че ни фали, парични средства кои можат, мислам, плочки тоа за наредната фаза за плочкари, пошто ние со плочките нема да работиме, не сме ние до градбата и мотеријата внатре. Фасадата која прави? Вие? Фасада работиме ние. Така, меѓутоа тоа е веќе скроз на крај завршната фаза? Да, таа ќе биде последна и мислам дека времето ќе не спречи за одма фасадата веќе од пролет. Меѓутоа може да се соберат средства и на пролет само да ставиме фасадата. Да. Одлично. Може вие вака како мајстор да ги повикате хуманите граѓани да помогнат на ова добро семејство? Може, што да не. Значи сите што имаат средства и што се чувствуваат дека може да помогнат, слободно да пуштате, има сметки, има каде што да помогнате семејството, тоа се гледа кој е. Така. Овој татко самохран едва и чека да се смести во овој убав дом со своите две дечиња, да можат да си продолжат со својот живот. Затоа ве замолувам и јас и нашата екипа ве замолува кој колку може да пушти финансиски средства, да пушти материјали, да исконтактира со овој семејство за наредната емисија да можеме да прославиме тука со едно убаво кафе. Денес однадвор куќата е готова. Ѕидовите стојат исправени. Кровот е на своето место. Но дом не е само бетон и цигли. Дом е топлина. Дом е светло што се пали навечер. Дом е кревет во кој децата ќе спијат мирно. Кога зборовите не беа доволни, кога болката беше преголема, се појавија другарите. Другар на Ване, рамо до рамо со останатите другари, со една единствена мисија да побара помош. Не бараше многу, само шанса, само подадена рака. Со секое тропање на вратата ја раскажуваше приказната за семејство без дом, за две деца што заслужуваат сигурност. Некои врати останаа затворени, но многу се отворија. И токму тие отворени врати станаа темел на нов дом. Зошто понекогаш едно може ли да помогнете е доволно за да започне чудото. Нике, добар ден. Многу се радувам денес затоа што го гледам ова позади нас. Од претходната емисија што ја направивме тука беше опустошено се. Денес имаме ѕидови и се става кровот. Можам со тебе да разговарам колку е силно пријателството и што све едно пријателство може да направи, меѓутоа денеска ќе зборуваме за тоа до каде сме и што направивме од претходната емисија. Прво, можам да кажам дека со задоволство дека работите одат добро. Можете да видите до кај сме стигнати. Со самото снимање на емисијата, значи, почна хумани луѓе ни се јавуваат од сите страни, значи, дури некои луѓе и од странство. Секој што можеше на можност да донират. Нике, дали ќе може да ми кажеш што до сега направивте? Па еве, до сега можете видите, значи прво е поставени сад, созидана е, значи поставени сад и чатијата, лимот. Сега можам да кажам слободно донаторите, значи лимот донирање е од Филип, граѓата е донирана од Саше. Прозори ми спомнавте. Прозори, значи тука е Технобит, заедно со стакло Рио стакло Леон. Тука имаме обезбедено дури влезна врата, имаме обезбедено, значи, купателска врата, имаме обезбедено гипс картони, тука можам да кажам дека ги обезбеди Гоце Петков. Потоа има плочки, значи купателски, имаме обезбедено и за кујната плочки, електричната инсталација исто така е обезбедена, водоводната инсталација.
али не е сето тоа доволно, значи Така. треба уште да се продолжи понатаму, значи натрешниот дел, малтеријата, мајсторите, најбитно е мајсторите, значи мајсторите има голема квадратура, негде околу 300 квадрати. Немаме доволно средства. Така. Имате собрано донации, финансиски средства на едната сметка која што е официјалната се околу 220.000 динари, така ли е? 217.000 до денеска, Така. значи се обезбедени и на сметката на Муска рада исто имаше 77.000. Така, околу 300.000 имате Да. собрано, кои што се уште тие не се чепнати. Не се Меѓутоа, чепнати, се уште- си стоат тие, значи до сега значи на мајсторите е исплатено сумата до ова состојба во која што се наоѓаме. Надворешниот дел е среден со се прозори, со се врати. Со све, Сега веќе почнуваме да собираме донации за внатре. да. Внатре што се е потребно? Па најопходно, значи прво е малтеријата, значи. Така. Така да имам нешто материјали во најава, значи ни се најави еден фирма Циклама од Гостиврат, Стојче, дека ќе ја обезбедит материјалите од лепаци, од мрежа, од абрив, Тоа е убава вест. да. Друго, значи ламинати од покушнина, од бела техника, значи сите тие работи се околни за да можат луѓето да се вселат. Така. Уште колку време е потребно сето тоа да се направи? Па сега, знаете, се наоѓаме овде планинско место, мало и временските услови како ќе дозволат, бидејќи сега е више зима. Така. Ако Дали падне, мислите дека ќе се вселат? па ние сме во- оптимисти дека ќе успееме во тоа. Така да пак оставам на месторите и битно е и средствата. Уште колку средства се доволни за да можеме оваа куќа да наречеме конечно дом? Па немаме уште така некоја пресметка направена детална. Сега знаеме прилика првично колку би одишле за малтерија, значи имаме негде 300 квадрати, ви кажав. Надворешно е, ходим и надворешно сигурно има и тука 200 квадрати, значи ламинатите, плочките, поставање, значи за тоа треба мајстори за поставање и сепак и то коштат. Немаме направено груба присметка, Немаме меѓутоа направено. потребни се Одиме етапно, повеќе како што налагаат условите. Ника, јас се надевам дека ќе се соберат тие средства и многу порано од тоа што го планирате, Вани и неговите две дечиња ќе се вселат во овој дом. А вам, драги мои хумани граѓани, ве повикувам сите кој колку може со финансиски средства, со материјали кои што се потребни за оваа куќа, да донирате, да собираме побрзо средства за да влезат во својот дом. И јас исто се надевам така дека следното доаѓање тука, мислам дека ќе испиеме едно кафе натре во просторите на куќата. Така. И тоа е направено во нивната кујна. И тоа ќе ви направи Стефи. Стефи е права домаќинка. Така е, Стефи, така како што ја гледам како Еве. работи, сите дечиња треба Можете да се осврнат на Стефи и да речат видете колку вредно девојче имаме. Можете да видите самите, значи колку помага, еве. Тука е да секој една работа. Така, меѓутоа и момчето е качено горе на кровот и тоа знае како се работи. Да. Од надвор сме стигнале до целта, но одвнатре патот допрва започнува. Овие ѕидови се уште чекаат да бидат исполнети со живот, со мебел, со детски цртежи, со мирис на ручек, со смеја. За оваа куќа да стане вистински дом, повторно сме потребни сите ние. Потребни се добри луѓе, отворени срца, подадени раце, затоа што чудото не завршува со последната цигла, туку започнува кога ќе внесеме душа во просторот. Најпрво да им се заблагодарам на нашите спонзори Flex Credit и на Храна и вино, исто така и на сите оние кои што донираа досега, меѓутоа ве замолувам. Сите оние кои што сакаат и понатаму да помогнат, да им помогнат на ова семејство, на овој татко со своите две дечиња да се всели во овој убав дом,
да пуштат финансиски средства, да пуштат материјали, ги имате телефонските броеви, имате и сметка, за да може да се обратите, да знаете што све е потребно за ова семејство. Се надевам дека наредната емисија ќе дојдеме и ќе прославиме тука со едно убаво кафенце во ова убава куќа. Да бидеме дел од продолжението, да го довршиме она што заедно го започнавме. Затоа што, кога срцето е на дланка, ниеден зид не останува празен.